Мирната површина на Дојранското езеро, старите мандри, трските што се нишаат на ветрот и птиците што го населуваат езерскиот брег, добија нов живот на платно. Во Природно-научниот музеј во Дојран, ликовната уметница Славица Талеска ја отвори својата прва самостојна изложба, представувајќи дела создадени во техниката акварел. Во изложените творби доминираат пејзажите од Дојран и неговото природно богатство, растителниот и животинскиот свет, специфичната архитектура на мандрите и тивката езерска атмосфера се зачувани низ прецизни потези и суптилни бои. Секое дело носи дел од карактерот на местото, кое со децении ги инспирира љубителите на природата и уметноста. Јас откако сум во пензија, нешто и порано, така 20 година, работам акварел и едноставно после толку цртежи, слики, некои слики ми се во галерии, во скопските галерии, а пошто имам сасвим доволно слики да можам да припремам изложба, затоа ова моја изложба е прва. Изложбата обединува 30 внимателно избрани дела. Дел од нив веќе нашле место во приватните колекции, а дел ги красат домовите на љубители на уметноста и надвор од државните граници. Моите уметнички слики красат домови кај нас и во странство, пошто се продават по галерии. И колку има изложено денес? Овде има 27 слики изложено. Иако изложбата е поставена во Дојран, незината приказна започнува многу подалеку. Поврзаноста со водата како животен простор и вечна инспирација е нишката што ги спојува различните периоди од животот на авторката и мотивите што ги избира за своите дела. Јас сум потеклом од Задар, Хрватска, и израснав таму покрај море. И сега во пензионерските денови живеам тука во Дојран, пак покрај вода, покрај езерото. И едноставно моите слики се од вода, како што е наслов, вода, птици и камен. Пошто то ме поврзува. Вода, птици и камен е тематски наслов на изложбата, но и визуелна хроника на едно поднебје во кое природата и човекот со години живеат во ист ритам. Преку акварелите на Славица Талеска, Дојран останува запишан во боја, уникатен, препознатлив и трајно сочуван од забот на времето.